Поддржано од Simpex. Ете нова емисија Брчиме со Дуле, денес е во знакот на жените. Во режија и реализација имаме Силвија денес, машки немаме. И денес имаме гостинка, со нас е Габриела Илиевска. Добро ни дојде, Габи. Добро ве најдов. Не те викнав тука да правиме муабет за политика, да политичариме и да се препуцаваме и такви некои работи. Идејата ми беше да те викнам да правиме малце муабет за тоа како е да си во политика, како е за жена да си во политика, без разлика што е на локално ниво, сепак е политика. Горе-долу исто се случува како и на централно ниво. И многу ми е кеф што конечно се договоривме да дојдиш, да најдиш време, пошто беше многу зафатена. И еден момент ми е многу смешен, со тебе се гледаме лично втор пат, така? Втор пат се гледаме лично. Кој излезе видеото, сите почне, не сите, него имаше добар дел од луѓето кои што велете, ево, ја брани, не знам, за поинакуе, не знам, ги промовира или било како. А лани го имавме Тони Коњановски, градоначалникот, па тогаш никој не рече бој за ВМРО, не знам. И што беше еден интересен момент. Да, втор пат се гледаме втор пат. и мислам дека кога излезе видеото, не знам ни дали се познававме така Не, лично. не се Мислам дека познававме. дотоаш не си имавме сретнато. Не. Па добро, прв пат некој и во моја корист, така да речем, иако тоа беше толку направено професионално, беше видео кој беше јавно, настап кој беше јавен, немаше апсолутно никакви јавувања или порачки, меѓутоа очигледно дека ние во градот и во државата не сме научени на нормални работи и секогаш тие се спектакуларни. Да, затоа што во светот, како јас колку што успевам да пратам по интернет, па има доста луѓе што ги дури ги исмеват, дури ги вреѓат политичарите, ги вреѓат и состојбите, луѓето што учествуваат во некои такви состојби, ама кај нас това може и 10 години поќе како да нема таков хумор, знаеш? Да, ама кај вака, значи по дефиниција политичарите мора да бидат поотпорни и пофлексибилни на секоја критика заради тоа што тие се јавни личности. Точно. И мислам дека се она што е во границите на нормалата е издржливо. Меѓутоа, да се навратам на тој момент, не беше тоа критика кон некој политичар, туку тоа беше само видео како изгледа некој кога го тера да направи нешто што не треба да Не направи. треба или не го спремиле доволно. Тоа ми Да. беше, мене ми Да. беше поентата на видеото, не девојчето што Не беше или навлегуваме, некој. значи, во детали. Да, поентата беше за таквата состојба дека уште ја има кај нас и дека ни смета тоа. Не дека беше насочено кон некој. Да. Ако не беше ти, ќе беше некој друг од кандидатите, ќе прашаше, ќе препрашаше, ме разбираш. Меѓутоа, очигледно јас бев најинтересна од кандидатите. Да, најверојатно. Сакам кој ќе сега да го почнеме муабетот, ти си во политиката да речем 12 години, така тоа се Да. трубеше на интернет. Да. 12 години, значи што ти побуди тебе чувство да сакаш да влезиш во политиката кај нас? Дали освен желбата да смениш нешто подобро за Битола, дали имаше некој настан што ти кликна или некоја личност што ти даде инспирација или обратно што те натера да влезиш во политика? Па морам јас да признам дека најголема инспирација беше загадениот воздух, за кој лично и јас и мојот колега Чолаковски, со кој ја отпочнавме таа иницијатива, беше онај тригер, како што велат луѓето, дека ние не може вечно однадвор да кажуваме дека нешто не чини, туку мора да влеземе внатре во институциите и да почнеме да работиме. И кога ќе влезете внатре, сваќате дека сите луѓе кои велат не ме интересира, не се замарам, ништо нема да сменам, се всушност луѓето кои што доведуваат да имаме ваква ситуација. Бидејќи, ако не си ти, ако не сум јас, ако не е, еве, Чулаковски или Алмир или било кој од поинаку, тогаш може би ќе бидат во тие институции, односно на тие функции, луѓе кои не толку многу ќе се грижат за да ги сменат работите, туку ќе гледаат да имаат личен интерес. Бенефит. Не би сакала да бидам Да, сватена грешно, се меѓутоа разбира. многу често во политиката се користи само за лични интереси
Не велам дека сите луѓе се такви, не велам дека сите политичари се такви, меѓутоа генерално такви се луѓето кои влегуваат во политика и тоа е тоа што луѓето во државата и во градот ги демотивира да веруваат во промени. Мојата желба, амбиција, енергија, која се уште ја имам, не дека мене ми поминала или ќе ми помини, е тоа дека секој мора да почне од себе, да си ја наруши комфорната зона и да почне да работи, да се менува системот. Нашата генерална перцепција за политиката и за политичарите во Македонија е општо сите ја чувствуваме исто и ја гледаме на тој начин дека во политика се влегва само заради личен интерес, заради бенефит, било каков, дали е финансиски или не знам каков. И смачено ни е од сето такво чувство да имаме веќе години, имаме такво чувство и некако немаме надеж дека нешто ќе се смени, како што рече ти, и луѓето после преминуваат во јас што ќе сменам, сега јас не излегвам на избори, мојот глас што ќе смени 1-2, ама такви не се 1-2, има многу поиќе. Па еве, јас сум, како што кажа, скоро 12 години на политичката сцена, мене имотниот лист ми е ист. И мислам дека тоа е доволна инспирација за било кој битолчанец да верува дека не сум влегла во ова за личен интерес. Точно, ама неш како... Не дека не треба човек да си има свој живот, сите ние имаме свој живот, сите работиме, имаме своји примања, меѓутоа некако се гледа на тоа дека ако некој си купи нова кола, ако некој си купи нов стан, ако живее малку подобро од претходно, дека кради. Не е точно. Значи, секој си живее според оние примања кои ги има. Меѓутоа, ако се занимава со политика, не значи дека кради и по автоматизам добива нешто. Па види, тоа е чувство што сакаме да се наметни меѓу луѓето, поготово меѓу младите, затоа што вие во вашиот тим, во вашата советничка листа имавте доста млади. Како и сите, од сите партии има доста млади. Мислам дека имавме ние најмногу. Вие имавте најмногу. Да. Зборот ми е што младите треба да ја сменат таа матрица на таквото размислување, дека, знаеш, влегваме во политика заради некој личен интерес, сега не знам ќе имам врски таму или ќе земам тендерче или тоа е тоа што сакаме ние првично да го смениме како култура, како начин на размислување. Да, меѓутоа не може да се смени ако некој не сака да се вклучи во промената. Не може Точно. некој друг да ја направи промената ни за мене, ни за тебе, ни за младите, ни за старите, ни за никој. Да. Секој мора да свати дека треба да излезе од комфорната зона и нормално да биде од некаков стрес, бидејќи ништо не дошло само од себе. Ако чекаме сам системот да се смени, нема. Системот само пропаѓа и се потрулу и потрула. Нажалост е така. Сакам да те прашам дали се сеќаваш на твој прв политички ангажман, ден кај што си била политички ангажирана, дали се сеќаваш, не знам никај ти бил, дали ти бил во партија, дали ти бил не знам како. И ме интересира чувството после тој ден кој ти било. Дали ти било ентузијазам, да, ова е тоа што сакам да го правам. Дали ти било страв, чекај се, ова не е така како што замислував. Јас морам малку да бидам да кажем некои приватни работи. Значи, мојата лична амбиција од секогаш била да се занимавам со политика и со правни науки. Меѓутоа, некојаш животот е суров спрема децата, спрема младите и јас ја немав таа прилика да излезам од Битола и да се школувам во друг град, бидејќи тоаш во Битола немаше правен факултет. Живеев со мајка ми и не можев да одам на факултет во Скопје. И нормално, како и секое друго дете правиш тоа што ќе ти речат родителите и останав во Битола, меѓутоа таа желба да се занимавам со политика и со тие науки никогаш не ми помина. Првиот мој ангажман беше станав советник поддржана од политичка партија и така влегов во советот на општина Битола, меѓутоа никогаш не бев член на партија. Чувството беше дека да, внатре можеш нешто да смениш и полна бев ентузијазам. Меѓутоа по неколку месеци сватив дека ако си месеци, не години, а таков ангажман имав 4 години, значи тоа го сватив во првите неколку месеци дека ако ти си дел од некоја партиска и политичка структура, апсолутно немаш можност самостојно да правиш работи. И со право, бидејќи партијата е таа која те избрала. И јас на моменти
кога ќе се критикуваат некои политичари, зошто не направи вака, знаете зошто тие политичари не прават така? Заради тоа што некој друг за нив работел, некој друг за нив трошел време и нив сето тоа му е ставено на тацни. Како концепт, вака ќе треба да се действува. Точно. Сега, јас, например, од оваа дистанца, навистина сакам сите политичари денес кои се избрани во општина Битола и во парламентот од Битола, би сакала да излезат на избори сами, како што излегов јас. Буквално, без никаква структура позади нив, без пари од државата, само со нивното име и презиме. Мислам дека, не знам дали некој од нив ќе стигне на било која функција. Да, и тоа е исто, еве да речам, јас сакам да се кандидирам за градоначалник на другите избори. Добро. Како што се кандидираше ти или останатите кандидати кои што не беа горе-долу поддржани од политичка партија. За да имаш некакво влијание во советот на општина и во работата на општината, претпоставувам мора да имаш поддршка од поголемите политички партии за да имаш согласност во совет, ти носиш, предлагаш проект, да, убав проект, преубав проект, ама не ти го гласат. А ти си градоначалник. Тоа се вика компромис. Значи, во изминатите 4 години ние сме правеле компромиси и многу најголем дел од одлуките сме ги гласале кои биле добри за градот и кои според граѓаните имало потреба да се реализира. Меѓутоа, никој од политичките партии не сака некој си поединец да ги собери сите заслуги. Така тие ги доживуваат. Не сваќаат дека она кој ќе се направи добро за градот не е добро само за поединецот кој го предложил или за групата која е предложила. Тоа е добро за сите граѓани. Меѓутоа партиите сакаат да имаат мора да имат заслугата да е кај нив. Да, силата да биде кај нив и да се кажува дека само тие прават. Не е точно. Се она што се прави и во Битола, и во Македонија, и во Скопје, и било каде, се прави со пари на граѓаните. Нас, се уште велам нас, иако не сум веќе инволвирана директно во избраните функционери, тие пари никој не му ги дал гратис. Тие се пари на граѓаните кои плаќаат даноци, кои плаќаат сметки, кои по закон, по устав имаат право на се она што се вика нормален живот во еден град и во една држава. Значи, тие пари не се на ниедна партија. Тие пари се на сите нас. Да, ама не ги сваќаме така работите ние. Мора да почнеме да ги сваќаме парите и мора секој да се занимава со тоа како се трошат неговите пари во градот и во државата. Точно, ама мислам дека сме далеку од таквото размислување. Не сме дуле далеку, само некој неки да се замара. Пред 8 години кога ние влеговме во советот со Чулако, мислам дека никој во градот не знаеше што значи советник. Ако ние не почневме на таков начин транспарентен, да ги вадиме работите, да кажуваме кај се трошат пари, сугерили да посочуваме кај има проблем, како може да се реши, јас мислам дека никој не се замараше. Па не беше атрактивно да се слуша совет или зошто така, или како е. И сетото од 2017 покрена една лавина во 2021 на ниво на Македонија. Веќе 2025 немаше општина кај што немаше независни. Така да јас сум горда на тоа. Меѓутоа оди многу бавно. Да. Ама не е точно дека промените не се почнати. Јас уште верувам дека овој народ и ова држава можат да го сменат системот. Можат, али промената секогаш иди од самиот себе си. Секој што сака промени треба да почне прво од самиот себе си, да види кај, да види што прави, зошто не прави. Дали плаќа данок, дали не плаќа данок, дали фрла ѓубре на улица, дали не фрла. Градот не се сака само на интернет. Така. Да. Градот се сака со сите тие работи со кои што го зачуваш или не знам. Меѓутоа, мора да ја пофалам Битола дека има совесни луѓе кои што дале глас и повервале дека ние како граѓанска иницијатива сакаме нешто да направиме. Не беа доволни за жал, заради тоа што се уште не може партиските машинери да се победат. Меѓутоа, навистина излегоја и гласа луѓе кои верваја дека треба системот да се смени. Не би сакала да помислам дека тие луѓе ќе изгубат таа надеж и дека ќе престанат да веруваат дека може да се сменат работи. Меѓутоа пак ќе нагласам.
Работите се менват на избори. Не се менват од дома седење. Апсолутно, да. Следно прашање ми е, како после 12 години во политиката, ти си сега кадарна, да ни кажеш, како жена во политиката, со што се соочваш, со што се соочваш во политиката, дали чувствуваш дека жените се повеќе дискриминирани, недоволно ценети, недоволно платени? Кој е твоето размислување за сето тоа? Дефинитивно се од тоа што кажа е така. Да си жена политичар, посебно независен, не е 2 пати потешко, не е 5 пати, туку е 100 пати потешко. Од обичен настап, како овој денес, кога влегов, ти кажав, да не сум дотерана, да не сум нашминкана, да не личам добро, да не изгледам добро, бидејќи тоа за никој маж никој нема да го речи. Може да имаш еден ист гостин во оваа емисија 10 пати и 10 пати да дојди со истото сако, никој ништо нема да речи. Да, може јас на Никој. 10 ти ќе речам, Да, ама ќе му но не речеш, опече. слечи се. Ама за жена, малку настрана било што да биде, од тоа може да се направи спектакл и таа жена може да биде уништена, посебно денес по социјални мрежи, за помалку од 5 минути. И тоа е многу тежок багаж кој го носи секоја жена, а јас го носам многу години и морам да кажам дека дури почнува да биде проблем мислам и мене почна да ми биде проблем во животот, бидејќи секојдневието, бидејќи со тоа што ми се случува мене како жена, што го гледат другите жени, се добива еден впечаток кај другите жени на страв. И многу тешко, мене да ми се да, случи, многу тешко мислам, јас можам да убедам, посебно јас, многу тешко можам да убедам некоја жена да дојди рамо до рамо со мене и заедно да водиме политика. Заради тоа што прво ќе се уплаши и нормално е да се уплаши, бидејќи не е нормално она што го кажуваме, добро да нека пишат 2 дена ќе помини. Добро да рекле 2 дена ќе помини. Не е така. Се си остава траги. Се слушам дека не е така. Не е така и сето тоа дава дополнителен товар, значи од една страна ти се бориш за оние проекти, се бориш за она што сакаш да го направиш, она што сакаш да го смениш, она што ти е дел од работата, од друга страна се бориш со се она што е насочено кон тебе како жена. Така. Да не зборам колку е семејството во сето тоа и Инволвирано. пријателите, не само семејството, значи ние сите ние не живееме во Вашингтон, живееме во Битола. Имаме пријатели кои не сме во иста политичка опција. Значи, јас низ годините сум изгубила голем број пријатели заради такви работи кои од страв, од притисок, од закани, слободно можам да кажам и закани, едноставно се повлекле и не сакале веќе да бидат јавно експонирани, бидејќи сега знаеш и самиот како е една слика од на кафе да излези, тој другиот ни крив ни должен може да биде за цел живот обележен. Да, јас пак ќе речам тој Фејсбукот воопшто не го сакам. Не го само сакам. Фејсбукот има и портали кои навистина може Но да тие знаеме, тие се створени за тоа да го прат. да, Створени од разни политички Така, елити или така, опции или да. било како и се направени меѓутоа имат рич од не знам 50-60 илјади луѓе. имат. 1% да поверуват во тоа, вие не можеш после да ги убедиш тие 1% Точно. дека не е така. Па тоа е нешто на кое што треба да се посвети внимание. Свеста и креирање на сопствено мислење. Јас почнав во последните години да бирам што читам. Или ако прочитам едно нешто, јас обично сакам на дневна база наслови само да читам, ако има нешто поинтересно ќе го Страшно. отворам. Некогаш насловот нема Да, ама врска не со ми она го, што е да, ама внатре. не ми го креира мислењето. Тоа што го читам не ми го креира ако не видам уште на 2-3 места дали е таа вест вистина објавена од повидни медиуми, и кога ќе речеш и некој повиден медиум, не мора да значи тие пак ти сервираат она што тие сакат. Значи ние во последно време имаме само спектакуларен наслов со прашалник, на кој никој не може да тужи, никој не може да се жали. Да. Кога ќе излези таков наслов со прашалник, вие можете колку сакате да се објаснувате, тоа е како она ефектот на растурена перница со перди. Да. Не може да ги соберите пердуите. Јас имав едно лично такво искуство. Мојата ќерка дипломира, заврши и почна на пракса.
почнаа пракса во Министерство за земјоделие. На битолски медиум излезе наслов. Председателката на Совет си ја вработи ќерката во Министерство за земјоделие и прашални. Па значи си била силна, си имала врски Јас- по партиите. Јас, дали ме сваќаш, значи на сваќам, пракса, до ден денес има луѓе кои мислат дека јас сум ја вработила, не дека тоа е нешто кој знае колку страшно, да ја има факултет за земјоделие и така натаму и така натаму. Меѓутоа замисли каков притисок се создаде, не само на мене, се создаде Да, на не. еден млад човек Да. кој регуларно И заврши факултет, заминал да се брка продал. пракса, значи ниту се вработил, ниту ништо. Нажалост, ситуацијата е таква каква што е, само кажи ми ти како се справуваше со се и уште како се справуваш, да речам, имаш некој одбранбен механизам? Се трудам да најдам, добро се справувам, меѓутоа не е лесно. Не е лесно. Не е лесно, воопшто не е лесно. Меѓутоа, ако речам дека нема да се справувам, ќе треба да се откажам од се што сум работела 12 години, а тоа не ми е во план. Да, јас секогаш ќе правиме муабет со било кој вака за работа, за мотивација. Мене мотивацијата знај често да ми е проблем. Знам да се разбудам некој ден и да речам не можам поќе ништо. Добро, сите имаме такви денови. Да. Само важно е во тие денови да не даваме јавни изјави. Да не правиш нешто. Да не излезеш негде на телевизија да речеш јас сад кажувам. Да, како ќе речат јазик кој е побрз. Или да напишеш од умот. статус и толку, после Да. нема назад. Тоа го имав правено порано, да. Ама тоа со годините си иди и се Да, човек не дека е созрева и лесно, мислам многу е тешко. Многу и мене ми е криво што многу малку жени после имаат храброст, после било која жена оти гледат што се случува, после било која жена да застанат и да речат сега јас ќе терам по тој пат. Тоа е многу голем проблем. проблем. Ние имавме градоначалничка жена, Наташа. Искрено ми е кеф што гледам доста жени на листите, без разлика од која партија е, затоа што секогаш мислам дека На листите има жени само заради тоа што сме условени со процент, не знам дали знаеш. Мора да е Условени сте, листата, знаев дека- условена е листата, мора да има 40% и дури од дик имаш насоки на кои места да имаш жени. Тврдам дека ако немаше таков насоки. насоки такви, ако немаше, не знам дали ќе имаше толку многу жени во советите. Значи има посебно упатство на избори на кои места треба да бидат жени. Тоа е жално. Да, Тоа не тоа е жално. Така. Па затоа и сме докај што сме. Да. Затоа што од секогаш еве јас досега работам од 22 години од кога дипломирав и во сите фирми кај што сум работел нормално и со жени. И моето мислење и впечаток за жените се дека се многу поорганизирани од мажите, Помалку корумпирани. поискрени и помалку корумпирани веројатно, да, еве и гледаме по телевизиите дека за криминал Многу со ретко жени има многу веќе. ретко се разговара. Да. Кој е твоето мислење за нивото на политиката? Еве на локално ниво нека биди, пошто многу пати гледаме по локалните портали и медиуми, препукувања, мене тоа ми е смешно, затоа што имаме смешни препукувања. Општо генерално, кој е твоето мислење за нивото на политиката кај нас? За жал морам да признам дека само надолу оди. Сето она што го гледаме по портали, по видеа, по не знам, мал милион места кај што може да се види, е само одраз на голем број лажни вести кои се пласираа во минатото во врска со Советот и советниците. И мене тоа ми е навистина криво заради тоа што имавме еден совет кој навистина работеше по 12-13 сати на седница и кој имаше за прв пат јас како председател на совет побарав комисите да се снимат и да одат во јавност. Значи, граѓаните во секој момент можеа да видат се што се случува внатре. Немаше криење, немаше апсолутно ништо. Меѓутоа можеше и да се види кој колку работи. Значи, Тие беа снимани на YouTube на каналот на каналот општина на Битола, меѓутоа знаете како, одењето на комисија не се плаќа. Тогаш граѓаните гледат кој оди и таму кај што не мора да земи пари. Значи, многу високо ниво на транспарентност поставив како од тоа сум многу горда и нормално пренесувањето на самите седници кој беше проект на UNDP.
Меѓутоа нивото е многу ниско заради тоа што се пласираја вести кои апсолутно немаа ни надлежност советниците да ги гласат или да не ги гласат. И тука се манипулираше со јавноста и се креираше едно јавно мислење кое не беше вистинско. Значи, еве ќе ја земам пример депонијата. Јас не знам колку милиони пати имам кажано дека Советот нема ингеренци никакви да носи одлуки за изградба на депонија. Не знам колку пати тоа го кажам. Тоа е донесено централно ниво. Значи, апсолутно единствени ингеренци кои ги има за изградба на депонија било каде е владата и Министерството за животна средина. Уште помалку Советот на општина Битола може да реши дека ќе се гради депонија во Новаци. Меѓутоа, еве сега, пошто имаме сосема друга политичка структура која е на власт, еве нека да донесе и друга одлука, да не се гради депонија. Јас сум за. Не треба да има депонија. Јас сум за депонија, ама не на 18 општини. Ме разбирате, мислам, во се кој смеам. контекст го кажувам. Не, сакам да кажам дека ниту имало таква одлука, уште помалку да има одлука за изградба на депонија. Не може да донеси Советот таква Јас мислам одлука. дека недоволно се посвети внимание да се едуцира населението, граѓаните на Битола. Едуцирано е населението. Немаме ние во Битола не е едуцирано население. Не, едуцирано конкретно за случајот ми беше муабетот. Се наметна на многу лош начин, лажни вести се наметнаја, кои ние сакале или не ни беа пред очи. На луѓето му беа пред очи. Да. Ние не можевме да се справиме со лажните вести, не со луѓето. Требаше да потрошиме многу време на тие луѓе да му објасниме дека тоа што го прочитаа не е вистина и да ја сватат другата вистина. Точно. Нормално, да, депонија мора да има во Битола, ние мора да почнеме да селектираме и да се справиме со ѓубрето и се удаивме во ѓубре. Меѓутоа не за 18 општини, не на таков начин Нека и насилнички. нас, нека Не има. насилнички начин, да. Пак ќе се навратам за како жени во политиката. Дел од вашата листа имаше доста жени, женски жени. Кој е твоето мислење за тие млади што сакат да влезат во политиката? Дали гледаш нешто искрено во нив дека сакат и можат да направат нешто? Дали искрено се залагат? Јас верувам многу. И нема да дозволам тие луѓе кои се вклучиле во оваа иницијатива, посебно жени, женските, да се разочарат. Заради тоа што останале во Битола, треба да останат во Битола. Сите се со образование кое навистина му треба на градот и мислам дека мора да се стимулират тие млади луѓе да влегват во институциите внатре, заради тоа што мора тие да бидат носителите на промена на системот внатре во институциите. Оти ние, кој да дојди градоначалник, пратеник, советник, било што, не може да ја смени работата на било која институција ако внатре не внеси некој кој сака да ги направи промените. А јас единствено нешто што гледам е тоа се тие млади луѓе, посебно жени, кои решиле да бидат храбри, кои ме поддржале на таков начин и кои навистина имаат желба. Знај зашто ова го велам? 80-90% од луѓето, односно од жените кои мене ме поддржале, работат во приватен сектор. Значи, тие не дошле ниту за вработување, не дошле ниту за некаков личен бенефит, ниту пак дошле за некој бенефит за нивните фамилии. И тука е таа храброст. Дали ќе се сложиш со мене дека последните неколку години има тренд на напуштање на државни јавни институции од Да. вработени? Да. Јас го имам како чувство, што сум поднаслушнал од овде од онде дека си одат. И тоа ме радва мене. Тоа ме радва заради тоа што валјда полека и младите, самите млади сваќат дека работата во државно ретко ќе те унапреди. Моментално државното е најмалце платено, ако не се лажам. Така е. И си барат чаре, си барат поубо, си барат подобри услови и сегде во нормални држави ни светот мислам дека државното не е најатрактивно сите да сакат во државно да се вработат, така? Скроз се сложувам. И тоа е убав момент што се случува. Тој, да, е убав момент, меѓутоа пак ќе се вратам на тоа дека
Заради тоа нас системот ни тони. Заради тоа што тие млади луѓе одат во приватни компании, си земат добра плата и тие не се интересираат се до оној момент кога ќе треба да завршат некоја работа и кога нема да можат да ја завршат. И уште еден момент. Се враќаме назад, така? Јас пред X години ми имаше пукнато нешто филмот на работа ваму таму, не знам што, и му викам на еден другар, дај бе му велам во рек пикни ме некако на работа. Знаеш што ми рече? Сакаш да затупиш? Ако сакаш да затупиш, ќе пробаме. Не ти ветувам, ќе пробаме. И ме замисли ко ми рече така. И ми текна на сите пријатели и другари што ги имам во рек, не дека се тупи, дека истиот муавет ми го имат кажано, ме разбираш? Значи, пренатрупано, пренапикано, од секакви, од што лежат и од што работат. И секогаш има некои што работат премногу за сметка на тие што лежат. И си реков, си размислив и си реков, па не ќам. Батали парите, убавите плати, не ќам. Па затоа јас кажав дека секој треба да си ја наруши комфорната зона и нека си работи во приватен сектор, меѓутоа мора да се секира кај се трошат неговите пари. Оти и да работи во приватен сектор. Улицата по која се движи е на сите, не е само на тие што работат државно, така? Точно. И да работи во приватен сектор не е ѓубрето е на сите страни, на сите ни смета. Да. Така да, мислам дека така. Имам уште две прашања пред да ја направиме паузата. Едното е, како 4 години беше, како беше председател на 4 години, дали си имала најтешка одлука и ако си имала, која е? Вака, Тешко прашање. тешко. Да, тешко прашање. Најтешка одлука? Па, Не мора буквално најтешка. не, Тешка не. одлука. Може не сум донесла одлука, меѓутоа многу тешко се справував со притисокот кога морав да се објаснувам за одлуки кои беа пренесени во јавност неточно. И на моменти самата си велев доста е од објаснување. Значи, мислам дека тој беше најтешкиот момент кој го имав во тој мандат, бидејќи навистина е тешко да се објаснувате. И уште еден момент, најтешко ми беше кога морав да објаснувам дека поинаку не е во коалиција со никој. Заради тоа што не можевме да објасниме дека е нормално да не бараш ништо, дека е нормално да не киш да имаш функции во градот, туку сакаш само градот да оди напред. Да, ама Таа е најтешката тоа не му борба одговара внатре. на партиите, не му одговара и нема да го дозволат тоа, се борат против тоа. Се борат против тоа. Дури не го смениме тоа, не можеме да одиме напред. Мислам дека таа била најтешката одлука како да му кажам на луѓето дека не постојат коалиции и дека некои од тие одлуки не се такви какви што се презентираат во јавност. Да. Да. Добро, машинериите работат на партиите цело време на пропаганда, на креирање на јавното мислење. И знаеш што беше најинтересно? Што внатре има 31 советник, а секогаш ние тројца бевме најекспонираните, луѓето кои беа криви за се и луѓето кои што и да се случеше, нивното гласање беше важно. Габи, вие веројатно бевте најгласни и најактивни од типот на... Дадуле, Вадевме- внатре кој ќе гледаш, имаш ти советници кои се избрани со изброј на гласа, имаш советници кои не доаѓале воопшто на седница, Да, никој не ги тоа. коментираше. Имаше советници кои си гласаја на секоја седница различно. Да, да. Значи пред, никој тоа не го кажуваше. пред X години имаше еден советник, школски мој беше, не е битно кој, не спомнувам ништо. Човекот беше, тогаш викавме единичар. Кога го видов, пред кој години беше. Не само што го кандидира, туку стана советник во Битола. Значи, јас реков, ова не е возможно. Ние имаме советник кој живее во Скопје веќе 2 години. Така, значи, И сега пак е реизбран. Значи живее во Скопје, работи во Скопје. Замисли јас да се преселев во Скопје, што ќе се случиш? Да. Тоа ќе беше Ќе ти протест. заедеа жива, ќе ти заедеа. Така или чудо ако да се преселеше во Скопје и да идеше само на седница за да го земи паушалот. Да. Ќе имаше протести, ама тоа никој не го кажуваше во јавност за никој друг.
тие се тие работи. Значи рачунај преселен во Скопје, не збораме некој што оди и Оди се враќа во Битола. Значи фамилиарно преселен и живее во Скопје. Ето, И сега е повторно избран за совет. ова не сум го знал. Па Претпоставам и никој не многу го никој не знае. го знае. Да. Никој не го знае, да. И последното прашање пред да ја направиме паузата ми е дали би го изодела истиот пат. Еве беше и кандидат за градоначалник, 12 години уклучена во политичкиот живот, вака да си седнеш една дома, една рекапитулација да си направиш на периодот, дали повторно би го направила истото? Да. Со уште поголема енергија. Со уште поголема енергија. Да. Мило ми е. Тогаш и за твојата енергија ќе збораме малце поќе во вториот дел, една пауза да направиме, да спушиме една цигара. Минута за нашите поддржувачи. Мебелви од Виница беа први кои што се одзваја на нашето барање за соработка и ни овозможија да ги имаме овие две преубави префенси фотели во нашето студио, а исто така и нашето двосетче е купено од Мебелви, лани кога почнувавме емисијата. Така да сакам да испратам едно големо благодарам од екипата на Брчиме со Дуле, затоа што не поддржуваат само нас како индивидуи, туку поддржуваат и она што го промовираме во нашите емисии, а тоа е човечки вредности, една прогресивна мисла која што денес на сите ни е многу потребна. Исто така и нашите генерални спонзори, Simpex од Битола, кај што можете да најдете буквално се од штрафцигер до багер, така и нивниот слоган. Преку нивниот програм за рачен, електричен, батериски алат, земјоделски програм, масла и мазива програм, гарден програм, форест програм, градежен програм, каков и да замислите програм го има во Simpex. Така да големо благодарам и до нив. Се враќаме во вториот дел во емисијата. Сега уште сме со Габи. Во вториот дел помалце политика, кој така по лични прашања сакам да ти поставам, се надевам нема да имаш ништо против. Не е ништо страшно интимно или не знам какво. Али за прво прашање ми е да имаш магично стапче, тоа го прашав и Тони Коњановски кој беше. Да имаш магично стапче. Кои се 3 работи што би ги сменала, не мора да е од агендата што ја имавте како овај крајинска иницијатива, туку ти сигурно имаш некој сон за Битола каква да би била, што би сменала? Не мора да се 3, нека една работа што би сменала. Вака, од денес за утре. Да се изчисти. Значи, сакам да го видам градот чист. Значи, да нема ѓубре, да не смрди, да нема онакви распаднати континери, да се разбудам во чист град. Знаеш како можеш да се разбудиш? Како? Тогаш ќе треба уште една желба. Да, со другата желба ќе треба свест кај секој граѓанин. Се сложбам дека и за да свеста, меѓутоа, еве јас тебе ќе ти поставам прашање. Си бил во Словенија или во Шведска? И во Словенија и во Шведска. Во Словенија еднаш сум бил, два дена во Лјубљана тоа. Добро. Си фрлил ѓубре на улица? Не. Оти е чисто. Ти е чисто. Така? Кога ќе се валка наоколу тебе, не ти работи свеста. Да, ама знаеш како... Од друга страна, и да имаш свест, ние имавме на герила акција пред неколку години, поставивме жолти канти низ цел град. Не знам дали се сеќаваш, има може 5, 6, 7 години тогаш. Луѓето од педагошка до Веро немаше канта за ѓубре. За каква свест збораме ние? Канта за ѓубре немаше. Абе, ви тука кладоја 200 пати канти ги искршија. Добро, во ред ги искршија, меѓутоа му направија нешто на тие што ги искршија? Не, па тоа е веќе тоа е друго прашање за друг пат. А втората желба ми е да имаме функционален превоз низ градот. Значи сме биле надвор од Битола. Колку е полесно да излезиш од дома на постека, да се качиш и да стигнеш од точка А до точка Б, да не се секираш каде да. А јас сум сведок на тоа куче в Скопје кога работев. Така. И функционира во Скопје. И тоа не е нешто што не може да се среди. Не, само треба некој да реши да го среди. Тоа е основна работа за која што ми не би требало да правиме ние муавет денес во 21 век 2025 година. Ама нажалост сме таму кај што сме и ќе го правиме муавет. Ние ќе го правиме муавет, се дури не го решиме тоа, ние не можеме да правиме муавет за ништо друго. Да бидиме начисто со тоа. Јас тоа го кажував и во кампања. Може на некој смешно му изгледаше, ама ние дури не се исчистиме
од ѓубрето и од работите кои се секојдневие, не можеме да збораме за капитални работи. Многу далеку сме од нив. Точно. Ама Па пак дури и за свеста нека е. Така, треба да најдеме механизам, па дури и за свеста, бе. јас не можам да се помирам со една работа и то ме нервира страшно. За ова зграда тука што сме долж цела има 3 контейнери, што е окей. Во тие 3 контейнери фрлат ѓубре сите околни куки, фрлат ѓубре сите околни дуќани. Дали фрлат ѓубре дуќаните оти не му е решен нивниот проблем, па фрлат контейнер па за да не биде по улици и тој момент стои. Не може. Ама тие контейнери се полнат за 4 сати во денот, се прават планина од ѓубре. Имав и видео изваено, јас Знам. лани одам на никога беше, не знам како. И тука се нервирам што едно е што немаме свест ние како граѓани, оти тие од куките си имат канти, дел од дуќаните си имат свој канти, ама ги фрлат кај нас. Ма тука и прашањето колку често доаѓа камионот за да ги Камионот доаѓа празнат. 3 пати неделата, што За да не ги е случај празнат. нигде и јас сум задоволен од камионот што иди 3 пати неделата и чистат и околу се расфрлено. Затоа не можам да се пожалам во никој случај, меѓутоа тоа не е трајно решение. И тука пак се враќаме на она свеста кога работниците од комуналец кога идат нашите контейнери да ги празнат, му се темни пред очи. Јас ги гледам секој понеделник, среда и петок. И сега од таа реакција нивна не произлегва друга реакција од некој погоре да речи чекај бе, зошто овде имаме ние планина в центар од ѓубре секој ден? Тој начин на размислување јас сакам да го постигнеме, ме разбираш, да стигни нештото до кај што треба и тој што е поставен таму да речи чека имаме проблем. Свест и за на други места не е само кај мене. Значи, види, и начинот на живење е многу сменат, а начинот на функционирање на јавните предпријатија не е сменат со години. И тука е и проблемот. Значи, ние ако сме имале не може би не се точни бројките, меѓутоа ако сме имале во Битола пред 10 години 10.000 возила, во моментот имаме 30.000 возила. Ние ги имаме истите паркинг места. Така? Да. И не може ако ти не го смениш начинот кој од пред 10 години е ист како и сега, а се сменал начинот на живот. Значи сега дома од 5 души тројца коли имат. Да не се лажиме сега. Ама имат заради тоа што нема функционален јавен превоз. Ако имаш ти јавен функционален превоз, можеш нема да купиш 3 коли. Да. Ќе купиш една. Да. Значи начинот на живење се менва, меѓутоа системот не се менва, туку оди само надолу. Јас 10 пати го имам кажано како пример, еве јас кога бев мала да речам, памтам дека со црева се миеше широк сокак и се мија големите улици, рачно ги мија и беше почисто. Ние денес какви начини можеме да најдеме да ги измиеме, да ги изчистиме, ние уште поќе ги валкаме со тие што врват прскалките, уште поќе се валка, само кал се прави. Мислам, ми ја разбираш поентата. Јасно ми е. Да, до свеста, не велам јас не. Меѓутоа има и начини за да ја крениш таа свест и да ја контролираш таа свест. Затоа тука е системот. Да, меѓутоа не се превзема ништо. Не функционира. Не функционира. 12 години во политика, јавен живот, мета на критики, мета на закани, хејт, свесни сме на социјалните мрежи и најарно нешто да направиш има хејт, фамилиарен човек си. Како успеваш да ги дистанцираш јавниот живот од приватниот живот? Дали успеваш воопшто? Не. Значи јас со години наназад немам приватен живот. Со години наназад не сум се опуштила со друштво, со пријатели, негде да седнам, едноставно да се исклучам од... Не. Секое излегвање со мисла кај ќе одиш, шо ќе одиш, кој ќе те видиш, шо ќе облечиш, со кој ќе седнеш, како ќе се понашаш, шо ќе јадиш, шо ќе пиеш. Ако сакаш да бидеш успешен во политика, треба да забориш на приватниот живот. Многу жално, меѓутоа ова е единствената формула за да успеш во политика. Не дека ќе бидеш 100% покриен, меѓутоа треба да го знаеш фактот дека приватниот живот ти завршва во моментот кога ќе решиш да се занимаваш со политика, посебно во град како нашиот.
Да, ние сме мало место, сите со сите горе-долу се знаеме од извиđења. Ако му влезиш вака директ на средина Да. на сите и ќе му бодиш очи Му за бодиш се, очи, точно. И да не му влезиш, да не му бодиш, пак мало место сме. Така функционираме. Јас имам исто другари што се и членови активни во сите политички партии, ти имаш, сите имаме, затоа што тие сме луѓето тука. И едноставно тешко е да претпоставувам за секој политичар, ама и друго ме интересира семејството твое, поблиските пријатели. Како тие реагираат од и тебе сега, како политичар те гледат сите преку призмата на политиката, те гледат како Габриела Советов или не знам Габриела председателката на Советот. И на тој начин луѓето те гледат како твоето семејство и поблиските цела пријатели. фамилија на душа имаш земена кој си во политика. И поблиско и подалечно. Значи буквално секој на некој начин е изложен на нешто. Без разлика, мајка, татко, брат, сестра, сопруг, дете, пријатели. Кажав и на почеток, многу пријатели сум изгубила низ годините заради политиката. Заради тоа што не е проблемот ти мене ми си пријател. Живееме, излегваме, меѓутоа еве се случва нешто кај што има голем хејт спрема мене. Ти си бегаш дома. Прво твојата фамилија знаеш што ќе ти речи? Немој, знаеш колку лошо пишат за неа. Да. Немој, нека не те гледат со неа. Така е? Да. Сум во право, така? Да, со неа или со тој или со било тој. кој, сега збораме за мене. Значи, тоа е многу тешко да го живееш, да го издржиш, не само за мене, тоа е тешко и за блиските луѓе околу мене. Не само семејството, туку и пријателите. Да, и тие се цело време инволвирани во сетото, сакали или не ќеле. Ме интересира си добила лични закани? Да. Во сите овие години назад? Да, многу често. Дури еднаш бев и физички нападната. Физички нападната? Да. И завршивме во полиција. И во завршивме Битола? во обвинителство, да. Сум била и жртва на насилство, и на закани, и на многу такви непријатни ситуации. За ова не сум знаел. Може и пишело, имало. Многу ретко работите кои се такви, многу често добро знаат да се скријат, а во такви моменти кога доживуваш нешто такво, нормално е да доживиш и страв јавно да го кажуваш, заради тоа што не можеш да знаеш дали ќе можеш да го исконтролираш она после тоа што ќе се случи. И да, сум била и една од моите најголеми борби во политиката е борбата против насилство врз жени во политика, за која никогаш нема да застанам да ја работам. Исто сакав за тука да направиме мувето, требаше во првиот дел може да те прашам. Дали во Битола има шелтер за жени или Фала за прашање. луѓе од семејно насилство, затоа што јас пешо помагам заедно со многу наши сограѓани, сама знаеш кај една фамилија. И читаме секој ден за тоа семејно насилство кај што жените се 99% жртви во И децата. во случаите и децата. Битола нема шелтер. Значи вака, во 2021 едно од моите најголеми ветувања беше регионален шелтер за жени и деца жртви на семејно насилство. Во 4 години успеавме, морам да кажам дека иницијативата ми беше огромна, меѓутоа имаше соработка со Националната мрежа за борба против насилство. Во Битола во моментот постои советодавен центар за жени и деца жртви на семејно насилство. Што значи тоа? Тие добиваат само услуги од 5 вида на работници таму и сето тоа е под капата на општината и сето тоа е многу тешко да го изгласаш, заради тоа што секогаш има нешто поважно од насилството и затоа е добро да нема никој апсолутно мнозинство, оти тогаш имаш разумен компромис што да оди, што не. Меѓутоа да се разбериме дека тоа е еден чекор напред. За да одиш кон шелтер, треба да го имаш прво овај советодавен центар и после истиот во соработка, бидејќи не може општината сама да го направи, мора да има соработка со Министерството за труд и социјална политика, одиш понатаму да се направи. Тврдам дека не Битола, туку Пелагонискиот регион мора да обезбеди шелтер. Мора, кога велам мора,
Зборувам за бројки кои не се за запоставување во Битола, зборувам за жени кои се жртви на секојдневно насилство и зборувам за една жена да спасиме, вреди да се направи и да се обезбеди. Да, а имаше поддршка од жените од другите партии, од другите советници или било како. Овие Како жени работи, зборам. Дали ова жените кое запнаа го- за тоа? Не дека многу се запна, значи се работевме 2 или 3, меѓутоа да, помина едногласно, не можам да речам дека некој бил против или не сакал, меѓутоа можеби беше и склоп на околности, бидејќи многу често зависеше ова да го изгласаме, ако не го изгласаме ова ќе ме разбирате, значи буквално се договараш што треба да помине. Не можам да ќе ми биде многу криво ако тој советодавен центар не продолжи да работи. Јас искрено се надевам дека внатре сега ќе има жени кои ќе запнат онака како јас што имав запнато. Не можам пред време да кажам ни дека да, ни дека не. Се надевам дека ќе продолжат по оној пат кој го имавме почнато, бидејќи многу блиску сме стигнати да се направи таков шелтер. Меѓутоа тука пак ќе нагласам, зависи и од централната политика, не само од локалната. Значи треба јако да се запни. Па сега видете, ние во моментот од Битола имаме 5 пратеници. Како никогаш да сега. Јас не Пет. знам никој се искрено. Купно, па толку. тука е доле проблемот. Да. Сите треба да знаеме кои се. Абе види, ако се работи како што треба и на крај не треба да знаеме. Ама не се работи. Ама и очигледно дека не се работи и секогаш тоа чувство сегде кај да правиме муавет, со кој да правиме муавет, и дека Битола е слепо Битола и црево. од регионот имаме, Да. значи, пратеници, не е само Битола. Пак ќе речам, тоа е веќе централна тема која навистина треба да се турни. Да се турни. Ете кој сме кај таа тема за пратеници, за политичари, ово она. Според тебе што треба да поседува една личност за да биде успешен политичар? Да не лажи. Да не лажи. Да. Само да не лажи. Да. И да не кради, тоа е второ, само тоа го Да не лажи, кажавме да на не почеток. Тоа го кажавме на почеток. Не, навистина. Значи, мислам дека народот му е смачено од лажење. Да, апсолутно. Значи, смачено му е од лажење. Нема потреба поќе да го лажиш народот. Мислам дека многу е пофер да излезеш некогаш и да му кажеш на граѓаните дека ова не може да се направи сега заради тие и тие причини. Ќе се направи тогаш и тогаш. Заради тоа и тоа. Значи, стварно е многу важно еден политичар да не лажи. Оти многу е лесно да ги излажиш луѓето еднаш. Ма вториот пат нема да ги излагиш на гласање. Да. Не знам како ај да не ги онаквам бројките искрено во Битола. Колку имавме со право на глас? Од прилика група. Од прилика 70 и нешто Колку илјади. излегува вкупно? 30 пола. Се пусти. Значи, Пола, меѓутоа гласале за градоначалникот околу, не знам, од 76-18 илјади. добро, ама ми е зборот зошто уште 50% хај се луѓето. Дома. Зошто да не излезат на гласање? Добро, нема врска, ајде друга тема е таа. Не е друга тема, мислам дека крајно време е по државата и да се сменат тие закони за гласање, заради тоа што знаеш дека има земји кај што е задолжително. Значи, без разлика ти за кој ќе гласаш, треба да излезеш на гласање. Дали ќе очкртниш, дали ќе гласаш? Да. Мораш Мислам да дека гласаш. не им одговара на партите да поработат на таа измена, инаку мислам дека тоа е еден од начините на кој ќе стимулираме промени во државата. Па и прошлите локални избори беше исто 50% негде. Имаше поќеминатите избори, само да знаеме дека на пример на овие избори со тоа што не излегваа луѓето, се овозможи со многу мал број на гласови да станат советници. Така. Пример, се не ме фаќај точно за збор, ама мислам дека во 2017 со 1700 гласа прв советник влегваш. Сега со 900 и нешто гласа. Јас се кандидирам на другите. За советник, за градоначалник потаму. А зошто да не? Боже здравје. Зошто да не се кандидираш? Неќам, искрено. Зошто? Неќам. Ама сакаш да има поќе континери. Сакам да има Треба да ред оди и некој да се поредок. бара за Сакам- континерите. Знаеш што сакам? Тој и Пинзако беше во емисија. Сакам самите парти да почнат поинаку да размислуваат, да речат чекај, ти, дете, си бил успешен во тоа, гледаме дека во УБС ја работиш работата, топ си. Ела, еве ти функција, не знам, во подрачна единица Министерство за земјоделие. Биди, не знам, што Ама и јас го комисија. сакам тоа.
Ама не го прат. Па не го прат. Јас то сакам да се постигне. Не Јас да треба сакам. некој да оди по партии, да оди со знамиња и да оди, уште го има тоа. Може не толку многу, ама го има уште. Многу го има. То сакам да се доживеа, дека јас ќе се заложам некој, па не, никогаш не вели никогаш, зошто да не. Дали тебе политиката во овие 12 години те промени одвнатре како човек? Дали те научи нешто човечно? Затоа што збораме цело време за негативните страни, дали нешто те промени на позитивно и дали некое позитивно чувство се појави кај тебе после сите овие години и на крајот како кандидатура за градоначалник помина и низ тие процеси на кандидатурата. Дали ме промени? Да, многу ме има променето. Прво, научив многу поќе да се контролирам. Научив да ги примам работите и да ги обработвам. Порано бев многу импулсивна. Ме научи дека постојат луѓе и не луѓе. Да се помирам дека не се сите луѓе добри, дека има луѓе кои седат до тебе и ти мислат лошо. Меѓутоа, она што јас го имам како најголема придобивка е што сум успеала да му помогнам на некои луѓе. И нивните пораки кои сум ги добила наназад низ годините ми значат многу. И мислам дека сум му била на некои луѓе единствената поддршка, единствената помош и единствениот човек кој ги сослушал и на кој можеле да му се јават и кој можат секогаш да му се јават. И да не заборам дека овие 12 години ми донесоа големи нови пријатели во животот, кои уште ми се пријатели и кои знам дека верват во мене. Тоа ми е многу важно. Значи, имам пријатели кои останаја со мене и во најтешките моменти кога ми биле, меѓутоа и луѓе кои за цел живот ми станале пријатели. И тоа е доброто во сите овие 12 години. Да, знаеш како чудно е. Некојаш се појавуваат луѓе во животот. Јас, кај мене се случило така, се вам Господ ми ги пушта. Моменти кога се осеќаш најдолу, не најдолу во животот, туку во денот, да речеме, најдолу или во периодот, ќе се појави некој со еден обичен муабет, една обична понуда, едно прашање како си, добар си, можеме нешто да поможиме, не можеме да поможиме. Па тоа сакам да кажам дека иницијативата поинаку, што би рекол Алмир, е другарство. Може и затоа сме толку успешни. Ние во партиите кои ќе одиш, меѓу нив си зборат лошо, овај ваков, овај таков, овај ова, има и таму, има фракции. Групи. Кај нас има другарство. Значи, пријателство и другарство кое на вистина секој го доживува лично. Се нормално, тоа има и лоши и добри работи во смисла и кога треба на некој да му наредиш нешто условно кажано, не можеш да му наредиш оти ти е другар, оти ти е пријател. Меѓутоа, мислам дека тој начин на работа во нашата иницијатива е она што не носи до успех. Нема поинаков начин на работа. Сигурно има и различни мислења, спротивставени мислења кај вас. Како да ти работи? Тоа не е здраво ако нема различни размислувања, ако нема кавга и ако нема јас сакам вака, јас сакам така. Меѓутоа, секогаш биле расправањата и, да речем, различните мислења само за нешто што е од јавен интерес. Никогаш немало кавга во смисла јас ќе бидам, ти нема да бидеш. Не. Такво нешто немало да сега кај нас. И мислам дека тоа е вистина она што не носи кон успех. Точно. Секогаш сме кај чувствата. Помина изборите, се кандидираше. Ко завршија изборите, кои излега резултатите, какво чувство се побуди во тебе? Морам да кажам, мислам, дека не беше добро чувството. Меѓутоа, до последен момент, мислам дека и цела битолска јавност знаеше, се чекаше да се види дали ќе има втор круг или не. За многу малку, отприлика околу 190 гласа, немаше втор круг. И мислам дека многу потешко ми падна она што го видов кај луѓето што ме поддржале, отколку кај мене. Заради тоа што
пак ќе речем оно што го кажав на почеток. Било кој политичар во Битола нека излезе сам, да видиме колку тежи. Зборам сам со име и со презиме. Јас чувствував потреба да го направам тој чекор, заради тоа што не беше никаков проблем јас да излезам на листа, така? Да. Меѓутоа со тоа покажуваш на битолчани дека навистина дури тоаш немат избор за гласање. Му оставаш само на партиите. Да, на двете. На двете партии. Сегата другата не е ни втора поиќе веројатно. Не е ни втора, да. Ние сме втори. Нажалост. Да, тоа е и жално што Жално е нема, затоа што што нема опозиција, ако нема. да, меѓутоа еве тука сме ние за опозиција, меѓутоа битолчани беа разочарани. Тоа е за мене комплимент. Меѓутоа ми беше криво, бидејќи ја изгубија надежда. Морам да признам дека ја изгубија надежда. Партиите си го сработија тоа што си го сработија, машинериите си го сработија. Знаеме на кој начин се излегоа луѓе да гласат. Јас немам таков механизам никој да принудам, да притиснам. Да купи кило месо. Не ни сакам кило на таков шеќер. начин некој да излези на гласање. Меѓутоа мене ме радува фактот што толкав број битолчани биле разумни и излегле. И еве прв пат имам гостување после избори, стварно му сум благодарна на секој еден од нив и навистина ми значи, секој глас ми значи. И јавно кажувам дека нема да биде залуден. Тоа што јас не станав затоа што бев кандидирана, тоа не значи дека јас ќе се откажам од Битола. Тоа ми беше и после прашањето, после ова. Дали ќе се откажиш, дали ќе продолжиш, како ќе продолжиш, што да очекуваат сите што гласаја за граѓанската иницијатива и за тебе, за како кандидат за градоначалник, што да очекуваат во иднина од тебе? Ќе се бориш, ќе продолжиш, дека на истиот начин како досега, така од сега, не мора да значи некој ако нема политичка функција внатре, дека не значи дека не може да работи или дека нема да работи или дека нема на истиот начин да се однесува и кон проблемите и кон решенијата. И ова е само еден момент каде поинаку има советници, сега не сме ние некој кој нема никој внатре. Можеби, туку сме на ниво на држава со најдобар резултат од независните. Единствените кои пораснеа и за советник плюс, меѓутоа и во контекст на бројот на гласови за градоначалник, и мислам дека Битола ќе продолжи поинаку ќе продолжи да функционира за Битола уште посилно и на уште потранспарентен начин. Тие луѓе кои се сега советници, уште посилно ќе работат за битолчани. Тоа што внатре има апсолутна власт, ќе видиме дали ќе донеси до подобри проекти. Да, тоа ќе се препозна и има 4 години мандат, ова гарнитура сега да. Видоле, тоа се препознава под првите 3 месеци. Се познава, да. И никој не може да каже дека до сега немаја можност. Значи, лага е дека некој обструирал, лага е дека има лекочници, лага е дека некој не гласал. Во една иста реченица кога ќе слушнете од некој од градоначалникот, во една иста реченица слушате бевме закочени и сме најдобрата општина. Како може некој што е закочен да биде најдобра општина? Така? Да. Така да. Знаеш како јас и уште една работа ми смета, што ние, моје мислење е дека не гласаме за личност, гласаме за партија. Да. Така сме задоени со тие партиите, не знам, ВМРО, СДСМ и кој други таму, Левица, небитно, не е ни битно, што треба да почнеме за личност да гласаме. Да гласаме за личност. Сега овие избори немаше некој примамлив кандидат, имаше поќе смешни моменти, имаше за Дуле да прави пародија. Се надевам дека следните избори ќе биде нешто друго и дека ќе се смени тоа, затоа што аерот од партиите го гледаме во наводници до ден денес и треба малце да свртиме. Само мора, тоа се решава со излегвање на гласање. Пак ќе нагласам, по не знам кој пат, ќе нагласам дека партиите ќе си го извадат членството. Тие 50% што не излегват, секогаш решават. Да. А тие ако излезат не гласат за партија. Да, и тоа е предизвик да се мотивират. Да се мотивират и да
да ги извадиме на гласање. Па не знам, ко за крај една порака од тебе, сега еве после се ова што помина кон до сите граѓани на Битола, затоа што факт е дека сите што се кандидираат за некаква јавна функција во Битола сакат, претпоставувам, да работат во интересот на граѓаните. Па една порака да ни испратиш. Кажав и претходно дека тоа што во моментот јас немам политичка функција, не значи дека ќе застанам и не значи дека ќе престанам да работам. Има голем број начини да работиш и да допринесваш за градот. И тврдам дека поинаку како иницијатива ќе биде уште повидлива, уште потранспарентна и уште повеќе креативна. Имате уба младина? Мислам дека тие се тие кои сега ќе излезат напред и кои ќе треба да бидат идните носители на сите други избори кои ќе следат. Дали имаш препознато некоја Габи 2 во некој од нив? Или Чулак 2 во? Имам, ама малку е рано, мора да поработим. Имам, да. Да, значи има време, има мотив за Многу имат желба и многу е добро што сакат да се вклучат, иако, како што кажав на почеток, се веќе како личности изградени, имаат свој пат, имаат своји работни места. Ова го прават чисто за градот. И тоа е многу добар почеток за секој кој сака да се вклучи во овој процес. Одлично. Габи, фала многу што дојде. Ми е многу кеф, знаеш дека јас запнав за да дојдиш, затоа што ако не дојдеше денес немаше уште куз неколку време да дојдиш. Сакам уште и друг пат да си поправиме полабави муабети. Да, Можеме- може да си правиме полабави муабети, можеме не да сум си се правиме, функционер, никој не нема да ти речи навиваш за сега не. што сакат нека велат. Значи мене не ми е целта да фаворизирам никој, јас ги викнав, Лани беше градоначалникот, пак ќе го викнам ова година, ќе викнам и од други парти. Така ми е замислата. Ме интересира сите како ги перцепират и како ги гледат работите. Се гледаме некоја наредна прилика, сега ти посакувам само успех на тоа што и да продолжиш да го правиш. Здравие пред се, одмори се малце од сите овие. Малце мораш да се одмориш и не те прашав, еве пред да затвориме, знам дека сме кратки со време. Дали имаш ден за себе? Не. Немаш ден за себе. Не. Јас мислев ќе речиш имам Не. ден, ќе одам ван, викам до Перистер, ќе дишам, Не. ќе кјутам, ќе мижам. Не, тоа е, кажав и на почеток, ако сака некој да е успешен во политика, нема ден за тебе, нема ден за ништо друго, освен за тоа што го работиш. Што работиш? Значи Дуле нема да се Единственото кандидира. нешто за кое можам да одвојам време се моите две куќиња, кои зависат од мене. Да, можеш да ги нараниш, Да, да му морам да ги чистиш, да наранам му и да ги сториш, да му прошетам. направиш. Океј, фала ти уште еднаш. Фала и вас што не гледавте, се надевам ова беше убава емисија. Фала за поканата. Секако. Се гледаме наредна недела.